Како што и натаму е напнато во Газа, така тлеат и тензиите меѓу Вашингтон и Тел Авив за тоа што е следно. Израелските сили влегоа во најголемата болница во Газа, тврдејќи дека цел биле виши милитанти на Хамас. Премиерот Нетањаху планира голема копнена операција во преполниот град Рафах, нешто на што се противи претседателот Бајден, доколку не постои претходен хуманитарен план. Зборувајќи телефонски, двајцата лидери се согласија нивните тимови да се сретнат во Вашингтон во наредните денови, за да разговараат за ситуацијата пред Израел да преземе акција на теренот. Нашиот став е дека постојат начини Израел да победи во овој конфликт, да ја обезбеди својата долгорочна иднина, да стави крај на заканата од теророт од Хамас, но да внимава на цивилното население во Рафах. Тоа е оно што ќе го представиме кога ќе дојде овој тим. Премиерот на Израел беше поопширен во своето резиме на дискусијата. Разговаравме за најновите случувања во војната, вклучувајќи ја и посветеноста на Израел за постигнување на сите цели на војната, елиминација на Хамас, ослободување на сите наши заложници и ветување дека Газа повеќе нема да представува закана за Израел, истовремено обезбедувајќи потребна хуманитарна помош. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш предупреди дека секоја секунда е важна. Palestinians in Gaza are enduring horrifying levels of hunger and suffering. Палестинците во Газа трпат застрашувачки нивоа на глад и страдање. Ова е најголемата бројка луѓе кои се соочуваат со катастрофален глад досега, регистриран за класификација на безбедноста на храната, каде било и во секое време. Anytime. Првиот дипломат на Европската унија, Жозе Борел, го обвини Израел. Неприфатливо е. Гладувањето се користи како оружје во војната. Да, тоа е точно. Не станува збор за недостиг на доволно залихи храна. Израел ги обвини милитантите на Хамас, кои испровоцираа војната по убиствата на 7 октомври за застојот на хуманитарните конвои. Аналитичарите велат дека како главен гарант на безбедноста на Израел, САД ќе извлечат поуки од историјата и ќе извршат дипломатски притисок пред да се прибегне кон поставување услови за војна помош. САД воочија дека по повеќе од 20 години борби на Блискиот Исток, воената кампања е само почеток, а она што навистина е важно е дали може да ги убедите населението дека има подобра иднина ако го следи курсот што сакате да го превземете. Стратегијата е уште покомплицирана, бидејќи Израел продолжува да ги преживува ужасите по најсмртоносниот ден за еврејскиот народ во последните децении. Дискусијата во Израел се уште е за заканата што доаѓа од Хамас, чувството дека мора да се погрижи 7 октомври никогаш да не се повтори и владее и долгогодишно расположение дека палестинците во огромен дел го поддржуваат Хамас. Каков ќе биде исходот, не знам, но мислам дека Израел има историја на почитување на законите за војна. Но додека официјалните делегации се подготвуваат да се сретнат далеку од ужасите во Газа, останува предизвик. Уште колку долго цивилите треба да страдаат?